Вера, и на моја огромна радост, овдека со мене е Бојана Стојминовиќ. Исто така позната како мој психолог и се наоѓам овдека во канцелариите на мој психолог. Со Бојана се знаеме веќе неколку месеци, не многу долго, меѓутоа веднаш кога ја кажав уште пред да почнам со сето ова, кога ја кажав што планирам, веднаш сакаше да се приклучи и се допадна и јас сум многу среќна заради тоа. Ја делиме среќата. Во ова прво видео одлучивме да зборуваме за љубовта кон себе си, затоа што тоа е најголемата порака која што ја имаме со целата оваа приказна. И од психолошки аспект би сакала да направиме малку повеќе муабет за тоа зошто е важно да имаме љубов кон себе си и да се сакаме себе си. Океј. Некогаш имаш чувано домашно милиниче? Да. А некогаш имаш чувано некој цвеќенце да го одгледуваш? Не многу успешно, ама да. Колку љубов внесе во сето тоа? Најверојатно домашното милиниче било посрекно, било поповрзано со тебе, затоа што имало повеќе љубов. Најверојатно додека ти тоа цвеќе си го одгледувала, тоа цвеќе растало, се поголемо и можеби имало приубави цветови, затоа што нели било одгледувано со љубов. И сега ние тоа метафорички кога ќе го сваќаме дека на нас не треба љубов за ние самите да се развиваме и за ние самите да растеме. Додека ние растеме, секако додека детето расте во една здрава заедница, во едно здраво семејство каде што се одгледува со доволно љубов, грижа, топлина, внимание, каде што се учат позитивните афирмации, каде што се дава позитивниот фидбек, каде што има конструктивен диалог, детето веќе расте во една здрава единка каде што е свесно за своите капацитети и своите потенцијали. И сега што се случува? Доаѓа оној момент на социализацијата, никогаш е тоа градинката, никогаш е тоа школото, оној момент кога детето се судрува со своите врсници. И тогаш веќе почнуваат оние моменти на споредување. Можеби јас не сум толку добар како некој, можеби јас не сум толку висок, слаб како некој. Ми кажаа дека сум дебел или не сум толку добар како некој друг во делението, не сум толку успешен, можеби сум глуп. Знаеш, мамо, јас сум глуп. Многу често знаат децата да дојдат на тој начин тоа така да го изнесат и да го кажат. И сега тука се прави прашањето како ние почнуваме да се сакаме себе си и зашто тоа некаде е стопирано во тој процес. Интересно е како тој процес се јавува кај сите, оној момент каде што нашата самодоверба постепено почнува да се стеснува. Јас не сум сретнала човек кој што во ниеден момент од својот живот немал сомнеш во својата самодоверба, немал сомнеш во своите капацитети. Сметам дека секоја единка во денешното општество понекогаш стравува, понекогаш се сомнева, понекогаш таа самодоверба му е размрдана во поголема или во помала мера. Ако ние гледаме на нашата љубов спрема себе како нешто што е многу важно за нас, за нашиот личен раст и развој, многу луѓе сметаат дека тоа е нарцисоидно, дека кога ние зборуваме за љубов спрема себе си, ние зборуваме дека ние треба да растеме и ние да се развиваме како нарциси. Не, воопшто, ние не зборуваме тука за она што е патолошко, туку ние зборуваме за она здрава љубов спрема себе, она да се негуваш себе си, да едноставно бидеш свесен за своите потенцијали и капацитети, во секако во нели она здрава норма и здрава граница. И сега сега мене тука ми доаѓа една убава приказна, една метафора која што многу често ја раскажувам. Да кажам сега? Да. Тоа е, замислете дека имате една кујна. Таа кујна е полна со се што можете вие да замислите. Има во неа секакви вид на зрели јаболка, има секакви вид на сладки, има највкусен и тазе печен леп, буквално секоја храна што вие можете да ја замислите. Океј, замислете го сега. Некој чука на вратата, доаѓа и ви нуди коркалеп. И ви кажува, видете, јас дојдов да ви дадам коркалеп, помислев дека сте гладни. И сега вие ќе си погледнете назад. Јас имам веќе. Не благодарам, не ми треба, сит сум, а имам. Благодарам, дадете на некој друг кој што можеби ќе се задоволи со тоа. Во ред, потоа чука некој друг на вратата, ви нуди јаболки, некои гнили јаболки, растипани. И вие ги прифаќате. Замислете ситуација. Вие не сте свесни за она што го поседувате во вашата кујна и ги прифаќате. Ги јадете, не ви е убаво, горчливи се,
имате грозно, гадно чувство на гадење, сепак ги јадете. Зошто? Затоа што немам што друго да јадам, односно јас не сум свесен, јас не знам што има во оние тајни фиокички, во оние фрижидери во мојата кујна. Тоа всушност се случува и со луѓето во животот. Оваа метафора е всушност, оваа приказна метафора тоа што се случува со нас во нашиот живот, а тоа е кога луѓето не се свесни за тоа што поседуваат. И затоа никогаш се задоволуваат и со корка леп и со гнили јаболки во реалниот живот. Така да кога ние сме свесни дека ние во себе генерираме љубов и дека ние всушност целата храна за нашите потенцијали, нашите капацитети, нашата љубов спрема себе пред се. И кога некој ќе ни даде нешто малку, а ние сметаме дека тоа е доволно, ние ќе се чувствуваме вечно сити, измамени, изманипулирани, дека ние сме присилени да правиме нешто. А од друга страна кога ние сме свесни што имаме, едноставно сме мирни, па дури кога некој би ни затропал и ни побарал нешто да ние понудиме, ние нема да се грижиме дека ќе има недостаток за нас, туку напротив, ние ќе речеме, окей, еве ви јаболка, еве уште нешто ќе ви понудам затоа што јас имам доволно за себе, па можам и да го поделам. И на тој начин всушност ние правиме и со љубовта во животот, односно ние ја даваме и без тоа да стравуваме дека ние нема доволно себе си да се сакаме и да се изгубиме во таа љубов или дека ќе се чувствуваме измамени или изманипулирани. Така. Ако ја немаме ние самите, не можеме да дадеме нешто што немаме. И затоа е многу важно нели да знаеме колку вредиме и да си се сакаме себе си. Познато е таа една изрека, кружи често и на социјалните мрежи, најверојатно некој ви ја раскажал. а тоа е дека ако вие не се сакате самите себе, кој ќе ве сака вас тогаш. Многу често ја имам слушнато и од моите пријатели, од моите родители, од многу клиенти кои што доаѓаат тука. И има вистина во ова, не е ова нешто што е измислено или не е ова не е некоја приказна. И навистина е точно, ако вие не се сакате себе си, ако вие не сте свесни за сето она што го поседувате како личност, како капацитет, како за сето она што вие можете да го дадете, тогаш како вие ќе очекувате дека некој друг можеби ќе биде свесен за сето она што вие не сте свесни? Заради себе ова е многу важно да се сакате себе си и да се грижите за себе си. Бојана ќе биде тука и во многу наредни видеа и ќе правиме многу муабет понатаму на вакви теми. Така да одете, најдете ги линковите, заследете и Бојана. Бојана им води една многу интересна страна на Facebook, мој психолог, каде што можете да прочитате за многу различни теми. Сакате се себе си, грижите се за себе си и се гледаме во наредното видео. Во меѓувреме можете да видите повеќе да прочитате на Facebook, на Instagram, на YouTube, секаде Кика Виро. Чао. Чао.